Јас сум Јас сум она што не се гледа на Инстаграм. Амбициозна. позитивен. Широка насмевка. Љубов. Јас сум мог. Јас сум храбар. Јас сум другар. Секогаш се слушувам, советувам и помагам. Јас сум доволна. Те паметам како таква на видеозаписот некој друг на ДНК. Јас прв пат зборувам вака малце подлабоко и моментално сум буквално исклучена дека има камери. Нема да ги заборавам никогаш. Некако можеби и доцна ја пратив, не можеби, него доцна ја пратив таа порака како си. Андри постојано ми велеше чувај се. Он беше таков, секогаш ме прашуваше да не треба нешто. И постојано ми велеше чувај се. Што би им кажала да се тука? Навистина не се сами и дека како и доброто, така и лошото поминува. Мене не ми е добро. Јас, например, не се согласувам со тоа дека секоја девојка, жена треба да има тајни. Не, никој не е совршен. Јас не сум совршен. Овде сум на Netflix Stars фестивал. Несомнено е дека си врвен актер. Што најмногу те научи актерството? Јас сум многу малку луѓе. Ова е моето прво гостување некаде каде што јас зборувам од еден сосема друг и поинаков агол. Можеме да почнеме со едно баш вака, денеска и јас се чувствувам некако олеснително и со нетрпение очекував да почнеме со нов подкаст за ментално здравје, ваш добро познат Ресет. Пред да започнеме, на самиот почеток сакам да им се заблагодарам на нашите соработници кои не поддржуваат од самиот старт, а тоа се Dongfeng, Smart Living, Eastgate, Fashion Group, Studentaria, знаете од глава до пети, шминка, коса и стайлинг, Oaktay Sadie Hair Studio, F-Stop, Printing, Pan It Print, Creative House M, кои што се потрудија ова студио да ни изгледа вака прекрасно, Литература, кое што ни даде нешто многу интересно денеска во студиото да го искористиме, и Ледико. Најпрво би ви кажала среќна нова година. Се надевам дека стартувавте со десна нога и со убави и чисти мисли. А за понатаму да не речеме дека препуштаме на животот, туку и ние му се случуваме на животот. Мислам дека и така по таа филозофија живее и нашата денешна гостинка. Гостинка која дефинитивно и мене ме инспирира да сум уште подлабока во разговорите со луѓето, да не престанам да ја живеам таа емпатија што тлее во мене, а сум ја криела долго време, и да ги гушкам луѓето со топол збор. Денеска, од сцената на МНТ, правец во студиото на Ресет, ни е Драгана Левенска. Здраво и добре ни дојде. Здраво, Нина, добре најдов. Прво ти благодарам на убавите зборови и на оваа прекрасна најава. Јас не знам сега како. Не знам, не јас. Ти благодарам, навистина, ми значи. Многу ми е драго што сум дел од твојата прва сезона и уште ми е подраго што си имате собрано еден толку млад, убав, надежен кадар да направите ваква емисија која што и како е потребна. Мислиш дека сме на добар пат? Не мислам, сигурна сум. Што прави да си сигурна дека нешто тоа е на добар пат? Затоа што знам дека на луѓето им се потребни вакви емисии и знам колку на моменти им доаѓа да вреснат силно, а истовремено да свата дека не се сами. Дека секоја битка која што ја водат можеби за нив во одреден момент е како да е крај на светот, но не се сами. И ние го поменуваме истото, некогаш помалку, некогаш повеќе, и ние сме со истите тие борби, со истите стравови, и нас ни доаѓа понекогаш да се откажеме од се, да едноставно да избегаме, ајде да кажам, и да бидеме во една тишина, и тоа е сосема нормално. Убаво е кога ќе се слушне нечија друга приказна, дека навистина не се сами и дека како и доброто, така и лошото поминува. Брзо ли поминува?
Па, мене доброто ми поминува многу брзо, лошото некако оди споро. Зошто така? Лошото. И јас не може го би- гледам тоа така да, како не го лошо, гледам како лошо, него секое искушение, буквално секоја фаза од животот е и на некој начин и некаков предизвик, а и трансформација на нас самите за да се издигнеме во нешто поинакво и да бидеме и нешто многу, мислам, да бидеме многу посилни. И во целото тоа искушение најдобро е кога ќе почнат да учат за себе си и да го бараат коренот зошто ова се случува, затоа што сите одговори се во нас. Ние сме си најголем пријател и најголем непријател. Мора да ја превзимеме таа одговорност. Добро, Драгана, дали вака сите актери се длабоки Па да. со своите мисли, Да. со животот? Да. Инаку не би биле актери, нели? Дали ти е... Треба да имаш емпатија за да бидеш Треба да актер, имаш. затоа што треба да се соживееш со тој лик кој што го играш и првенствено да видиш како му било на него, нели? Да се сочувствуваш со него. Ние актерите имаме дури понекогаш и преголема емпатија, што не би рекла дека е многу добро за во ова денешно време во кое што ние живееме. Често пати сум сакала да ја тргнам таа емпатија и да станам нешто друго, но за среќа добро е што не ми успевало. Ми требаше време да прифатам некои работи во себе си и да прифатам дека мојата емоција, мојата ранливост, јас знам дека едно е како изгледам на поинакви интервјуа. Јас првпат зборувам вака малце подлабоко и моментално сум буквално исклучена дека има камери, дека има некого во студио, за да можеме да го направиме тој трансфер. Извинете, дечки. Тука сте, Не ви ама... игнорирам, но морам вака за да бидам искрена. И колку и да сум сакала да игнорирам некои работи во себе си, на крај сватив дека мојата најголема моќ, односно ова и порака и до сите, дека емоцијата е всушност најголемата моќ. И многу голема храброст е, Нина, да отидеш некогаш некаде да седнеш и да кажеш мене не ми е добро. Ми треба Најголем помош. товар е тоа да го изнесеш Тоа од е себе. Тоа е одлика за мене на храбри луѓе. Да, треба да се разговара со другарки, нели, со пријатели, со родители, но многу е поинаку кога ќе се разговара со психолог, например, кога ќе ги кажеш и оние работи кои што се плашиш да ги кажеш, каде што не можеш да ги изустиш на никој друг. Јас, например, не се согласувам со тоа дека секоја девојка, жена треба да има тајни. Не, вистината, дечки, ослободува. Додека да стигнеме до неизем. Да, но ве молам, имајте го тоа на ум, дека вистината ослободува. Пуштете ја, кажете ја, напишете ја, па дури некогаш и да вреснете, не е ништо страшно, но немојте да ги инхибрирате емоциите. Учете да се спротивставувате, нели, не сакам, тоа е многу важно, јас тоа малку подоцна го научив. Домашното воспитување некако поинаку ми ги налагаше работите и тој не си го воопшто ни сакав кај себе си. Зошто сум толку попуслива? Зошто толку верувам? Знам дека не сум наивна, но зошто го дозволувам тоа? И ми требаше време да седнам на таа столица, да ги обработам сите тие теми и да сватам дека се тоа е во ред како моја карактерна особина, но границата, која што сите ние треба да ја поставуваме. А таа граница се учи. Тоа е исто како нешто слично како самодовербата. Нели ние не се раѓаме со самодоверба. Кога сме бебиња, воопшто немаме ни стравови, немаме ни очекувања, не се ни разочаруваме. Тој карактер, ајде да кажам, се гради до 7 годишна возраст и потоа се одредени сплет на околности, во какво друштво сме и колку таа самодоверба е зацврстана од дома. Нели сите имаме столбови кои што ни се помалку силни, помалку така разнишани. На тие што се разнишани треба да се работи без страв. Никој не е совршен. Јас не сум совршена.
И убавината е навистина во несовршенството. Знаеш како е с тебе памет? Не. Тебе ти имам Се, а забележано, заборев. тебе ти имам забележано на бидејќи ги следам тие музички видеозаписи. Несомнено е дека си врвен актер. Ти благодарам. Се трудам. Те паметам како таква на видеозаписот некој друг на ДНК. Препоставам за тебе многу поинакво искуство, тоа што ние како гледачи или пак фанови на ДНК сме го доживеале тоа. Го паметиш ли тоа време убаво? Јас Андреј и Панчо нема да ги заборавам никогаш. Тоа се мои блиски пријатели, другари, со кои што јас имам растано, буквално од мојата 20-та година. Посебно со Андреј, кој знам уште во времето на TNT. Двајцата беа прекрасни и големи луѓе, хумани луѓе. И можам да ги кажам дека беа и уметници. Они создаваа со срце и душа. Јас не знаев дека ќе ми биде толку многу тешко. И ден денес ми е тешко и мислам дека тоа нема никогаш да престане. Тоа е нешто кое што си го сместив овде во моето срце. Пред непол месец случајно се најдов во Хотел Парк, каде што беше снимен тој спот. И влегов за да седнам, за да се напијам кафе. И како што влегов, како што застанав на едно од местата каде што снимавме со мојот драг колега Александар Михајловски, буквално ме врати едно дежаву. Застанав и вака затворив очи и кажав, ајде, ако да постои нешто да се вратам уште еднаш во тоа време, да им кажам, имам многу работи. Имам многу работи кои не сум им кажала. Ние мислиме дека има време, но ете понекогаш гледаме дека и нема баш време. Криво ми е зошто ние подолго време се немавме слушнато и криво ми е зошто не сум го кренала телефонот да се јавам, да прашам како се, што прават, кога се слободни да пиеме кафе. Некако можеби и доцна ја пратив, не можеби, него доцна ја пратив таа порака, како си. Што би им кажала да се тука? Многу работи би кажала. Не верував дека Андри има оставено еден толку голем импакт врз мене како човек, исто и Панчо. Ми биле една многу голема поддршка и секогаш верувале во мене. Да им кажам благодарам. Благодарам за едно убаво детство кое што сум го имала со нив. Андри постојано ми велеше чувај се. Он беше таков, секогаш ме прашуваше да не треба нешто. И постојано ми велеше чувај се. Никогаш тоа не го сваќав толку многу сериозно. Нити што значи големината на тој збор чувај се. Ми е криво што никогаш не му кажав јас на него. Чувај се. Денеска многу поинаку го доживувам тој збор чувај се и кога го изговарам и кога некој мене ми го кажува, таа реченица ми е буквално Андреј. Научи ли да се чуваш? Па се трудам. Мислам дека тоа ми е една од поважните лекции кои што треба да ги научам, да се чувам. Затоа што буквално кога ќе се завртам наназад низ моите 30 години, не можам да кажам дека многу сум се чувала. Сум чувала повеќе други луѓе. Многу повеќе сум се грижала за други луѓе. Но знаете како велат, на оној човек кој што му треба во одредени моменти можеби најголема помош или поддршка или разговор, обично тој најмногу помага. Ти ни донесе еден убав подарок кој што ќе ја замолам организацијата. Баш во тој контекст би сакала да те прашам дали ја чуваш таа малата Драгана во себе. Малата Драгана во себе, јас до сите сакам да дадам една порака. Многу е важно да го чуваат и да го негуваат детето во себе, затоа што како возрастни ние сме одговорни за тоа дете во нас. Не се одговорни повеќе нашите родители.
Овде Да си му ти. кажем, овде сум на Несвик Старт фестивал. Јас како дете израснав на сцена, пеев на Сител Бамбини веќе од 9 години. Јас и ти на Сител Бамбини. Да. Види. И јас знам често да кажам за Сител Бамбини дека Тоа ми беше Ето. еден многу убав мој период од ова е моето тоа, нели? детство. Да, ова е тоа Сител Бамбини. Тоа е, мислам дека Сара и Адо. Адо ми е и мој другар исто од детство. Владимир поточно се вика, А. ние Адо си го викавме. Ти си во средина. Да, јас сум во средина, да. Да, бев така малце понапредно. Добро, кога се гледаш Девојче. вака, овде си друга нормална личност, младо девојче, овде си веќе зрела жена. Имаш ли често време вака да седнеш дома, да си го отвориш албумот, настрана од емисијата, епизодата на Ресет, да седнеш и да речеш вау, како сум изгледала. Не, за жал не. Но кога се навраќам на детето во мене, обично тоа го правам медитативно, нели? Мисловно. Меѓутоа, кога ми кажа донеси некакви фотографии од детство, ако имаш, кога ја отвори фиоката, кога почнав вака на брзина да ги гледам, некако ме врати Те на тоа, присети. некое убаво мое детство, убави времиња. Овде сум јас на 2 години. Тоа е мојата Ова малото со шиширчето, да. А тоа е мојата мајка која што многу личам на нејзе тука. Тоа и ке те прашав на претходната слика, видов дека Да. мислев дали си ти. Не сум гледаш, јас. Гледаш? Не сум таа во розевото фустанче што е, јас сум била девојче без многу косичка на мене. Тоа сум јас и ми се чини дека таму полнам 2 годинки, да. Прија ли, мислам, сигурно ти прија да ти кажа дека наликуваш на мајка ти? Па како не? Да. Јас кога бев во моите тинеџерски години бев многу блиска со мојот татко. Ама премногу блиска со мојот татко. Буквално ми беше како другар. Значи, татко ми се знаеше за мене. Имав една и мајка ми нормално, мислам, они двајцата се едни слободоумни родители, имав буквално слобода да кажам се што треба да, мислам, се мене што ме притиска. Но да, ова е мојот прадедо, имав среќа да го запознам мојот прадедо и мојата прабаба. Не знам како е тоа. Ти ќе ми Прекрасно раскажеш чувство и многу како сум е да си има дедо и благодарна прадедо. на се тоа. Ова е Мгм. кај ни во Владимирово, во куќата во Берово. Таму е мојот тетин, мојот братучет Филип. Јас сум на страна и ми се чини дека е си брат со- ми. Чекај да видам. Ти си во плавото, во синото. Скрос, не, во жолто мислам. Во дека. жолтото да, си ти. Да. Нешто не сум многу расположена. Тој е тетин ми и прадедо ми Борис, еден прекрасен човек кој што до ден денеска му ги паметам неговите приказни. Навистина сум благодарна што баш го паметам. Тоа тргнав да ти кажувам дека во последниве 2 години многу се трудам да воспоставам исто таков близок однос со мојата мајка, како што има во моите тинеџерски години со мојот татко. И сум навистина многу среќна за тоа. Затоа што, добро, девојчињата од секогаш, нели, ние знаеме да бидеме поблиски со таткото, нели, со татковците. Мајката има една клучна задача, еден многу важен импакт кај нас. Ние самата интуиција наша ја наследуваме од нашата мајка. Интуицијата е женската енергија, всушност. Дали ја слушнав добро дека си се трудела? Да. Што тоа треба да значи? Па се трудев да и се доближам. Ми фалеше таа нејзина, таа женска енергија. Сакав да ги надополнам, ајде да кажам, сите оние разговори кои што не сум ги направила, например во моите тинеџерски години. Што најмногу те научи актерството? Многу работи. Прво и основно да си го негувам детето во себе. Акторот е едно големо дете. Ако го немаш тоа дете во себе, не знам колку можеш да се занимаваш со оваа професија, и ако ја немаш таа емпатија, нели? Ме научи да бидам слободна. Јас сум најмногу драгана и сум најслободна и релаксирана кога одам на проба.
Затоа што воопшто не сум оптеретена со тоа како јас треба да изгледам. Тоа сме ние. Нема предрасуди, тоа си ти. Обликуваш дали тренерка, дали кога веќе излегуваме на тие мизансценски проби и така натаму, хеланка, значи воопшто не, нели ние постојано се трудиме да оставиме добар впечаток, постојано се трудиме да изгледаме добро, совршено, што е тоа катастрофално за мене. Јас тој збор веќе не сакам да го... Совршенство? Да, затоа што не можеме да бидеме совршени, не сум јас совршена, никој не е совршен. Убавината е во несовршенството. И кога ќе ги прифатиме тие наши несовршености, тука започнува и нашето ослободување. И веќе имаме буквално слобода да бидеме тоа што сме. Јас сум тоа што сум во театар. Значи, таму имам слободата да бидам тоа што сум. Дали косата ми е фатена вака или ми е собрана или... Значи, буквално се чувствувам толку комотно како кога сум дома. Исто толку многу го обожувам театарот, затоа што ми ја вади од мене мојата автентичност и ми ја дава таа слобода да чекорам така како што јас сакам и да бидам тоа што сум јас, нели? Поинаку е кога ќе дојдеш во некој интервју, нели, нормално треба да се дотараш, што исто така е се тоа во ред на некоја премиера, а можеби не ти е и денот, нели? Има Точно, и такви моменти. Не е секој ден таков. Во театар буквално си не мораш да се смееш ако не ти се смее. Како се носиш со своите емоции? Сум била на разноразни представи и во МНТ, и драмски. И секогаш сум се обидувала да, кога ги гледам вака на сцената, да барам на момент се почувствувам како е да си во нивна кожа, односно во вашата кожа. Ние, инфлуенсери, контент креатори, никогаш и ние сме дадени пред предизвик да ја одглумиме некоја сцена или некој сценарио дадено за некој видео. Пата морам да кажам, не е едноставно да се долови таа емоција или некаков карактер, додека вие имате таков товар да се соживеете со таа улога, па дури да го живеете ликот. Колку ноќи не преспани за да донесете само емоција на сцена, да луѓето ве почувствуваат? Лесно ли? Зависи кој жанр го играме, нели? Драма, комедија, трагедија и така натаму. Првенствено и пред се, театарот е игра. Тоа е исто како кога ќе видите мали дечиња, како си играат, и сега во театар гледате големи деца. Ама уште има дете во нив. како игра, односно како создава еден живот на сцена. Улогата е на сцена. Улогата не ја носиме дома. Нормално, кога сме во фаза на создавање на нова представа, или кога сме веќе пред премиера, јас барем мислам на тоа 24/7. И изнаоѓам решение. Имав таков процес пред непол месец, каде што буквално му се јавува во ниедно време на режисерот да му кажам, слушни сега што се сетив да направам, дали може ова да го направам. Доби ваква идеја и тоа е сосема нормално кога сме во процес. Но кога ќе го извадиме ние костимот, кожата на тој лик условно кажано, кога ќе излеземе од театар, ние сме тие што сме. И во тоа е и вештината на еден глумец. Јас обично после представа имам обичај да пешачам. Ми треба да испешачам до дома, да се малце така опуштам, да. Тоа е едно убаво чувство кое што го имаш. Тоа е еден убав адреналин, една исполнетост. Навистина не се опишува со зборови, не се заменува со ништо. Тој аплауз на крај, дека си го направил тој убав трансфер, си насмеал некого во публика, задоволен некого во публика, па ќе ти пишат порака, многу ми се допадна представата. И тоа е, едноставно, ние постоиме за нив. Театарот е ништо без публиката. Кога ќе заврши таа представа и сите работи, тоа физички ги симнеш од себе. Кога ја тргаш маската, пример маската во смисол улогата да си актер, кога ќе излезеш надвор,
Каде најмногу надвор можеш да бидеш ти или околу некоја активност што ја правиш? Со блиски луѓе. Јас сум многу малку луѓе. Јас сум во театар и со моите блиски луѓе. Иначе вака во мојот приватен живот знам да ставам гард, знам да направам една така дистанца. Да. Зошто е тоа така? Не знам, можеби тоа е некако животот така ми ги создал тие работи. Голем емотивец си, вака можем да... Да, затоа да што прочитам сум барем. многу кревка, научив некако да се, односно тоа ми е одбрамен механизам, нели? Да ставам некаков гард, некаква ладност, нели, јас, нешто, да. Арогантно, со тоа врска нема, тоа е еден мој погрешен одбрамен механизам. Другарка ми вели, тебе не може човек да те сака ако не те запознае. Ете видиш. Каков впечаток се добива за тебе? Да, јас имам едно многу нешто интересно. Мојата емоција секогаш ми била само моја и сум ја чувствувала како интимност. Само да твоја? се изнаплачам јас, кога сум само јас дома, сама. Многу често ми се случило да заплачам, тоест многу ретко ми се случило да заплачам пред другарка. Многу ретко. Дури кога сум одила на психолог, кога сум работела на себе си, јас многу ретко сум заплакала. Зошто? Затоа што сум сметала дека емоцијата е моја интимност и дека таа е само за мене и дека тоа треба да го направам само кога сум јас сама. Не знам затоа што... Како си издржала? Никогаш тоа не те прашува? Па да, но некако сум била најверојатно повеќе наштимана, ајде, нели не имаме во самиот наш ген, во самиот наш код на Балканот ние ти можеш, односно ти мораш, издржи, биди силен, и се тоа си така во некој штрек, знаеш, во некој грч, дека ти не смееш да ја покажеш таа слабост, не смееш да ја покажеш таа емоција, ја држиш во себе си. Тоа што ти го споменав на почетокот, дека тоа воопшто не е слабост. Што сега веќе нели и учам да не го правам тоа. Ова е моето прво гостување некаде каде што јас зборувам од еден сосема друг и поинаков агол, и да бидам искрена, не знаев како ќе ми оди и дали ќе успеам да го изведам тоа што го вадам сега од себе си. И постојано сум била во тој некаков грч. Дека претежно и многу работен животот сум ги поминала сама, бидејќи моите родители не живеат во Скопје веќе 12-13 години, и постоеле едни клучни моменти од мојот живот, едни искушенија, ајде да кажам, предизвици, каде што буквално сум морала сама да ги поминувам. Знаете, многу е поинаку кога имаш некого до себе во одредена твоја животна криза, отколку кога го поминуваш тоа сам. Иако тоа понатаму те прави многу подцврст човек, но ние сме социјални битија и нам ни се многу потребни луѓе. Конекција. Да, конекција. Но во последниве години единствен човек од мојата фамилија каде што со кого јас се слушам буквално многу често, разговарам за сите мои длабоки интимни рани и стравови кои што ги имаме сите ние, кои што буквално ја имам таа слобода и можам да се изнаплачам, е мојата баба. Значи мојата женската баба енергија. Драга, каде што го носам, нели, Драгана. Незиното име да, и она и добре бивши и дефектолог. Јас сум и многу благодарна на нејза, затоа што во многу мои такви клучни ситуации ми помогнало со буквално една реченица. Ние Нина многу зборуваме. Сите ние многу зборуваме. Но многу малку се слушаме. Чекај, јас имам нешто тука. Кога веќе кажуваме дека многу зборуваме, имам тука нешто за тебе и ете го, ова ја треска си играв со ова, некако го... Ова е музичка кутија од литература. Ке си скупам една ваква, многу е добра. Тешко ли оди тоа? Особено пред спиење.
Да си се покетиш. слушаме себе си. Мгм. Да се слушаме себе си е најтешко. Затоа што треба многу голема длабочина за тоа. Затоа што кога се слушаме себе си, не ги гледаме само добрите страни во нас, нели? Тоа е голема, треба да превзимеме и голема одговорност. Ми даде впечаток дека си била блиска со татко ти. Да, и Од сега друга сум блиска страна. со татко ми. А од друга страна, значи не знам дали си свесна за себе. Арно, ама како да си презела некои негови однесувања, да речеме, помашка енергија, ајде така Да. да се изразам. И затоа те забележувам ваки во се што збораш, многу внимателно те слушам. Ја спомна мајка ти за женската енергија, ја спомна баба ти. Значи ти Да, јас со баба ми сум Ти не била достигаат секогаш блиска. многу. И како кога сум била дете, сум била многу блиска со мојата баба, бидејќи на некој начин животот ми ги наместил некои коцки, некои слагалици, да морам машки да ги одиграм, ајде така да кажам. Ги носам и двете енергии. Ние секој од нас ги има и двете енергии. Многу е поинаку кога човек е нели сам и кога во одредени моменти му се случуваат некакви животни ситуации, тука мора да излезе таа, условно кажано, машка енергија. Ве сега ќе ти раскажам нешто. Тоа беше 2019 година, една клучна моја година, која што можеби никогаш нема да ја заборавам. Јас живеев тогаш кај католичка црква и некаде крај на декември одев, мислам дека од фитнес хаус се враќав, да се земам ручек вечера, но толку многу брзав. Значи, толку многу брзав по пат. Јас да ме прашаш зошто сум брзала, не знам да ти одговорам. Толку многу брзав. Имав среќа што беше зимно време. Се сопнав од една врвка која што беше поставена на патот и буквално се испружив целата на бетон, на тротоар. Јас имав среќа, фала му на Бога, што не ја удрив главата, затоа што навистина толку ќе беше. Носев хула-хопки, тренерки и зимска јакна. Станав, само реков добро, главата ми е добра, тоа ми е најважното. Веднаш се јавив на тетка ми, дојде, ме однесе на лекар да ми се снима коленото. Имав исто така среќа што се чудеа докторите како не е пукнато. И ми ставија, ова колено е, имам и мала лузничка, и ми ставија лонгета или како се вели тоа, целата бе вака замотана. И нели нормално нова година се седиш дома, се окей. А јас треба во јануари месец веќе да почнувам нов процес, еден мој многу драг процес со Васил Христов Вуси. Многу ми е жал за тој проект што не го изреализиравме. Дојде корона, па некако се стишивме, нели сите. Ние бевме 2 недели пред премиера, пред излегување. И ми рекоа да ставам ациди борици. И јас со шишата ставам ациди борици. Лом дома и сега живеев на 4-ти кат, каде што немаше лифт. Односно на поткровје најгоре. А јас морав да отидам да испазарам за тие неколкуте дена, бидејќи ми рекоа да мирувам. Некако пешки успеав со ногата да се симнам. Отидов до продавница, се натоварив најмногу што можам, значи буквално вака двете раце носев. Што ти требало тоа? Кеси. И тоа бев баш добро натоварена. Одев до горе, се качував со кесите и скала по скала, со солзи во очи, вака, од што имав многу големи болки. Околу 20 до 25 минути се качував. Дојдов дома, отклучив, нели, ги поставив кесите во кујната, седна, вака, погледнав само и толку ми падна тешко, Нина, вака, буквално за себе? се расплакав за себе, да. И си велам, добро, што не можам јас после ова? Тоа ми беше моето прашање кое што си го поставив. Што не можам јас после ова? И морав да сместам тоа се во фрижидер, да средам, да направам, нели? Имав стварно многу големи болки во ногата. Подоцна, како помина време, спорував со една моја многу добра другарка и реков, ја раскажував оваа случка и велам, зошто не се јавив
да побарам помош. Тешко ти е да бараш помош? Да, во одредени моменти ми било многу тешко да барам помош, затоа што сум себе си сум се наштимала дека можам јас се сама. Не можам се сама. Дечки, не можете се сами. Барајте помош, нормално е. Многу вас ќе ви биде полесно да го поминете тој процес. Ете, тоа ми беше една таква порака, ајде да кажам, дека понекогаш јас самата себе си сум се ставала во ситуации каде што сум си велела не. Ајде да не малтретирам. Луѓето имаат и своји проблеми, што е и така. Иако тогаш, да бидам искрена, се јавив, но не можеа двајца мои блиски луѓе да дојдат, неважно, но во суштина не сум барала таква помош. Како што, например, сега барам помош, нормално кога ми е потребна помош, секогаш повеќе сум сакала јас да помагам. Баш за тоа што ти кажав, затоа што мене ми била потребна помош. И така сум си задала некои товари дека морам се сама за да го направам целиот тој пат да биде уште по условно кажано тежок јас тој збор не сакам да го многу да го употребам, затоа што постојат навистина многу тешки и страшни животни приказни и судбини. Накусо до сегашното, ајде, би сакала да сумираме од досегашното искуство некои вака во кратки црти 3 животни лекции што би можела да ни ги дадеш за нас и нашата екипа Ресет, а и за гледачите кои што не гледаат. Некои кратки 3 животни лекции. Интересно. Многу е важно да веруваат во себе, никогаш да не се откажуваат од својот сон, без разлика кој што им зборува. Ако знаат точно што сакаат, али вистински да сакаат, и тие пречки што ќе се најдат на патот, ќе ги поминат и ќе стигнат до одредената цел. И затоа нека не се откажуваат. Понекогаш најтешкиот пат е најдобриот пат. А тоа многу подоцна се сваќа, се разбира. Да се чуваат себе си. Тоа е многу важно. Да се грижат и да се чуваат себе си, да поставуваат здрави граници. Никој нема да ве отфрли ако некому кажете не можам или не сакам. Може да ве отфрли некој, но тој не е вистинскиот тогаш ваш пријател или ваш партнер, ајде да кажем. Немојте да ги поместувате границите, затоа што се тоа што ви е на вас премногу, ќе ви дојде еден ден на сметка. Ке се собере. Да. Ке се собере, тоа е како лонец, нели? Кога Да. Значи, поставувајте ги тие здрави граници без страв да кажете дека не можете, дека не сакате, ако сметате дека нешто ви е премногу за вашето ментално здравје и дека не можете тоа нити да го слушнете, нити да го видите, не е ништо страшно да го кажете тоа, дека не можете да го направите. Научете како да се заштитите себе си. Затоа што ќе имате моменти каде што навистина ќе бидете сами со себе си, нели? И нема сите луѓе баш да ви бидат околу вас. Точно, што и не мора. Што и не мора, да, но научете како да се штитите. Тоа не е себичност. Тоа само е зрелост. Воопшто не. Мене ова некој ја многу сакам да ми го кажал пред 10 години. Чувајте ја својата енергија, не ја раздавајте секому. И она уште едно многу важно нешто е никогаш да не бегаат од себе си, од својата автентичност, искреност, нели? За да припаднат во некое друштво или за да бидат допадливи. Вие сте доволни. Такви какви што сте доволни. Оној човек, она друштво, поединец или група кој што вас ве сака, ве почитува, ќе ве сака и ќе ве почитува со тоа какви што сте вие. Не мора да се менувате и да бегате од себе си за да луѓето ве прифатат. Ова посебно е за помладата популација, затоа што со тоа бегање од себе си
подоцна се создава проблем. Немојте да се губите поради ништо и поради никого. И уште нешто, четврто, морам да го кажа, секогаш кога нешто нема да ви изгледа добро или чудно, а мислите дека тоа е погрешно, но гледате дека толпата го прави, не се лепете. Повлечете се. Значи да не се мешаме многу со толпата, туку да се тргаме на страна. Ако за вас е нешто неисправно, Автентично, ако не... да, ако не нешто не се коси, например, со вашиот карактер или ви создава некој немир, телото кажува, телото реагира, не мора да правите ништо што не сакате да го направите. Изборот морам, ве молам, тргнете го и заменете го со јас можам, а не јас морам. Јас можам и сакам да траеме многу, многу, многу долго, ама морам, приморена сум да застанеме со Чекай нашиот да си го разговор направам овде ја и една музика вака да пуштиме. Полекано сигурно За пред Божики бади. да се препуштиме на божитните празници, на луѓето кои што сака да си го поменат и своето приватно време со најблиските. Драгана, од срце ти благодарам многу. Ова време е секако кратко за нас и знам дека ќе имаш мотив утре и повод повторно да ни гостуваш и да раскажеш некоја своја лична приказна, особено кога знам дека ретко гостуваш. А не почасти со твоето присуство, ти благодарам на тоа. Можеш само една куса порака да пратиш. Само да ти се заблагодарам уште еднашка на поканата. Сакам да растете во повеќе сезони, а кога јас ќе имам нешто ново, секако дека ќе дојдам. Драги мои, јас ќе земам пораката од Драгана да се чуваме сите заедно, како јас така и вие. А вие земете ја својата порака од овој подкаст и се надевам дека ќе го примените и ќе креирате токму ваши приказни. До следното видување и излинат подкаст, јас само би го векнала нашиот организатор да ја подари нешто сладко на Драгана од Ледиком и со тоа да можеме полека, повели, да се јавиме од... Да се познаваме, да некој пресходен живот. Во некој следен живот. Ете така, со насмевка и со топла преградка ве пуштам и се гледаме во следниот подкаст. Чао, чао!